денес ке гледате. Светот ја одава почит на британската кралица Елизабета II. Бајден нареди знамињата да се спуштат на половина копје до незиниот погреб. Плюс прогласување на новиот британски крал Чарлс III во палатата Сент Джеймс во Лондон. А како Бајден и неговите претходници се прости од кралицата, која работела со 14 американски претседатели, во продолжение. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Чарлс III пристигна во Бакингамската палата прв пат како крал. Тој денес во 6 часот локално време ќе се обрати пред нацијата, при што се очекува да ја одаде почит на неговата мајка и да даде заложба за неговата служба како британски монарх. А по смртта на кралицата сад се сеќаваат на незините достигнувања. Незиното височество кралицата Елизабета II беше повеќе од монарх. Таа дефинираше една ера. Во светот на постојани промени таа беше постојано присуство и извор на удобност и гордост за генерации британци, објавија претседателот на САД Џо Бајден и првата дама Џил. Семејството Бајден синоќа ја посети британската амбасада во Вашингтон, каде што двајцата ја подпишаа книгата на жалоста. Поранешниот претседател Барак Обама и неговата сопруга Мишел Обама исто така се сеќава на кралицата. Како и многу други, Мишел и јас сме благодарни што бевме сведоци на посветеното лидерство на незиното височество и сме воодушевени од незиното наследство на неуморна достоинствена јавна служба. Поранешниот претседател Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија Трамп исто така објавија соопштение. Каква голема и убава дама беше, немаше никој како неа. За време на 70 годишното владење на кралицата, таа се сретна со 14 американски претседатели, почнувајќи од Хари Труман. Сите вести поврзани со смртта на кралицата и промените што следуваат во Британија можете да ги следите на нашите останати платформи. А како смртта на друга влијателна личност неодамна се одрази врз Русија. Еве што денес мислат во Москва за последниот советски лидер Михаил Горбачов. Больше демократизма, больше организованности. Михаил Горбачов сакаше да го модернизира Советскиот сојуз, да ги реформира незините структури со демократија и слободни пазари, но неговите реформи беа катализатор за силите на промените и на крајот доведе до конечно распаѓање на комунистичката империја во Европа. Неговата смрт на 91 годишна возраст доаѓа во уште една авторитарна Русија вклучена во војна против незиниот сосед Украина. Но некои наблюдувачи сметат дека и денешна Русија во многу аспекти го отфрла она за што се залагаше Горбачов. Здесь есть некоторый такой парадокс. Овде има одреден парадокс. Горбачов ни даде слобода на сите нас, на овие луѓе кои живеат во моментов припагајќи на постарите генерации, како и на нивните деца. Но тие ја мразат таа слобода. Ова е класично бегство од слободата. Ова е класична огорченост. Бевме големи, тој направи да не бидеме големи. Тој отвори прозорец кон светот, но тој свет нам не ни треба. Смртта на Горбачов беше непријатна тема за Кремљ, а вестите за неговата смрт не беа главна тема. Горбачов го символизира отварањето на Русија кон светот, исто како што владата на Путин ја носи Русија во спротивна насока. На улица емоциите се движат од чести признанија од оние кои му се заблагодаруваат за неговата служба за слободата, до оние кои го сметаат за предавник на Советскиот сојуз и конкретно Русија, обвинувајќи го за експлозијата на организираниот криминал, економските превирања и политичкиот хаос во годините што следеа по распадот на Советскиот сојуз во 1991. Михаил Горбачов беше голем човек кој имаше комплицирана работа во своето време. Тој ја презеде одговорноста така што таква земја како Советскиот сојуз беше трансформирана онака како што требаше во тој момент. Тој ја предаде целата нација, и руската и советската. Тој направи колапс. Не се согласувам со тоа како тој ја водеше политиката во нашата земја и ја доведе државата до колапс. Тој е личност која и донесе слобода на нашата држава, единствениот меѓу сите владетели што се обиде да направи нешто за да ја замени постојаната диктатура во оваа земја за нешто подобро. Горбачов ги помина своите последни години борејќи се со неоткриена болест, додека Путиновата Русија влезе во војна и се спушти во авторитаризам, заматувајќи го неговото наследство како миротворец и слободоумен реформатор. Од вестите во Македонија, колегата Мики Трајковски разговараше со охриѓанец кој работи како возач на камиони во САД, а кој сега има компанија и во Охрид.
Филип Миленковски од Охрид веќе 5 години живее во Чикаго, Соединетите Американски држави, каде работи како возач на камиони. Првите 2 години работи за други, но потоа отвора своја компанија. Вели на почетокот не било воопшто лесно, но со многу труд, работа и желба може да се постигне успех. Во глобала е тешка работа. Не може секој да работи. Значи тоа се многу сати возење, работа. Значи, тоа е, уствари, цел ден, 24 сати работа. Може да се случи да не се вратиш дома и по 2-3 недели. Филип е само еден од многуте македонци во Америка кои се одлучуваат да ја работат ова работа, која бара голема пожртвуваност, отсуство дома со денови и недели. Има потреба на камионџи, затоа што секоја година транспортот е во пораст, со што и треба повеќе камиони и луѓе кои ќе возат. Од Македонија има многу луѓе што влегле во тој бизнис и работат како камионџи или имаат своји компании. 70% од компаниите се наши луѓе. Срби, македонци, бугари. Однодамна Филип заедно со уште 20 македонци во САД отворија своја компанија и во Охрид која представува логистика и подршка на компанијата во САД. Засега компанијата е мала со 20 вработени, но планот е нивниот број да се зголемува. Со што на некој начин им помагаме на нашите млади луѓе тука, кои што бараат работа. Платите се сосема солидни. Контакт со брокери, пронаоѓање тури за шоферите, склопување договор со нив, значи после тие праќаат вид на конфирмации со кои потврдуваат дека ги имаме тие тури, тие конфирмации се праќаат до шоферите, исто така и се внесуваат во системи во кои работиме. Работат со цела Америка. Од 50 вкупно сојузни држави, кои сам не знам, можеби се и 52, не сум сигурен. Освен Хаваи и Аљаска возиме за секаде. Ги покриваме сите држави. Но нивните планови не застануваат овде. Плановите ни се секоја година да растеме што може повеќе. Не е лесно, но сепак мислам со голем труд може да се постигне за неколку години да постигнеме и 50-60 камиони. Инаку едно истражување на Американското истражувачко транспортно предпријатие ја покажало потребата за ангажирање на 100.000 возачи на камиони во САД годишно, како начин за справување со зголемената потреба од транспорт, но и бројот на пензионирани возачи. Нивно истражување од 2014 година покажало дека просечната старост на камионџиите е 52 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. И за крај, излегоа нови книги со анимација и звук. Погледнете. Суту, уметник од Лос Анџелес, работи на медиум наречен проширена реалност или XR. Тоа може да значи виртуелна реалност, проширена реалност или други видови дигитални медиуми кои симулираат реалност. Ми се допаѓа што можеме да ја промениме конвенцијата на традиционалното раскажување приказни со ваков уред. Книгите отидоа подалеку од хартијата. Сега луѓето читаат на паметни телефони и читачи компјутери, уметниците бараат повеќе начини за да го прилагодат раскажувањето приказни. За Суту, ова патување започнало со уметнички експеримент на улиците на Сиднеј, Австралија. Тој ставил уметнички дела од хартија на зградите со обидел да ги оживее со проектирање светлина врз нив. Суту ја создал онлайн алатката за проширена реалност за другите да можат да направат своји уметнички дела. За неговиот следен проект избрал 45 дела од уметници ширум светот кои користеле неговата алатка. Тоа е иднината, вели тој. Иднината ја создаваме сега. Со ова информација ги завршуваме денешните вести. Јас сум Елена Ѓорѓиевска. Пријатно до понеделник.